Ти велиш не знаеш каде е Никола. А каков другар си му ти? Може би му се случило нещо? Нищо не му се случило, учителя. Откаде знаеш? Не баш доверувал во мене. Матите нещо, деца, матите. Внимавајте, ќе биде лошо за сите нас. Велиш, и твојот учител бил таму, а? Беше. И каков е тој твој учител, коле? Абе, добар е. Ама не е ниту како војводата Ристе, ниту како војводата Танаско. Ајде. Знаеш, јас ги слушав што зборува, ама не разбрав баш многу. Е што? Овој учителот зборуваше за некаква организација, за некој комитет. Ништо не го разбрав. Абе, коле. И јас не ги разбирам. Јас пак ги слушав војводите. Што велат? Зборуваа за тие комитети. Велат, добро е да има такви комитети. Добро. Да. Да знаеш, коле една работа. Ќе ти кажа. Што? Учителите се многу учени луѓе. Да знаеш. Запомни го ова. Многу учени. Без знам, бе. Нуне. Абе, моите другари чекат на тебе да дојдеш па да ги заколнеме на верност. Почна помалку и да не ми веруваат. Ај дојди. Абе, ќе дојдам, ама. Војводата Ристе, еве вчера ми рече да не брзам. Знаеш што ми рече друго? Што? Рече дека и мојата дружина ќе треба уште еднаш да се колни. Зошто два пати? Тоа мора да има некаква врска со даскалите. Оваа заклетва сега што имаме, тоа е за ајдутите. Така ми рече. А вели оваа нова, таа ќе биде за ослободување на Македонија. Разбираш? Цела Македонија? Да. Сега, еве, кога и ти ми кажа дека и кајва се зборувало за организацијата, за комитети, то мора да има некаква врска со новата заклетва. Мора! А ја имаш ти таа нова заклетва? Ја немам. Ама, кога ќе ја добијам, ќе дојдам веднаш кај вас, да знаеш. Добра, аз ќе им кажам на овие дека ќе дојдеш. Знаеш што да направиш? Што? Ти да ги собериш. Каде си, бе, сине? Каде си, не дојде наручек? А и попладне свршија часовите, се вратија децата, а тебе те нема. Тука сум. Ме прати учителот во Прилеп. Тој беше зафатен и отидов да му донесам некој работа. А да се беше барем јавил. Се исплашихме, гледаш какви се времињата. Татко ти отиде да те бара на училиште, отиде и до општината. Мислевме да не те одвеле низамите. Не требал да ме бара, тате. Не сум малечок. Каде си, бе, магаре? Ако те грабнам, со ова ќе те парчусам. Тараф направив по тебе низ градот. Од полицијата ми велат дека не знаат ништо. Ама јас мислам дека ме лажат. Кажи, каде беше? Во Прилеп. Ме прати учителот до инспекторот да му однесам едно писмо, ама ми рече никому да не му кажувам. Мајката, значи ме лажел дека не си бил на училиште, а? Тоа не е убаво од негова страна, ќе му кажам јас. Те молам, тате, ништо не му кажувај, тој е учител, знае што прави. Ајде. Оди таму, влези со мајка ти, нека ти даде нешто за јадење. Не сум гладен. Ајде, влегувај тамо. И слушај, ако не излегувај денес од домот и од полицијата, може да дојдат и да прашат дали си се врати. Зошто да прашуваат, тате? Јас писмо учителот... Ајде, одите, влегувај.
Кај извршијата. Несреќа кај Макам Ефенди, несреќа. Али Саид, бегот испал чакре и уште 8 души ги најдовме сите истепани во шумата. Последен пат биле во Рувци, собирале данок. Заминале. Селаните велат слушнале пукотници, ама не знаат што се случило. Бак. Арами кренале раце на царски луѓе. Дед! Ова е одмазда за оној воденичар кај Макам Ефенди. Ти реков јас дека треба остро со рајата. Ако оди вака, ќе удрат и на нас во градот. И што ќе речеш ти, Јузбаши? Остави на мене. Ако не можам да ги фатам арамите, ќе ги фатам јатаците. Ќе терам се на бесилка. Ај. Чоджукот на Јанаки вчера го немаше. Ештреф! Бујром Јузбаши. Оди веднаш да го фатиш детето на Јанаки. Дете е Јузбаши. Ќе ни се смее народот. Гет. Во оваа земја, секој ѓаур штом прогледа, душман е на царштината кај Макам Ефенди. Коле! Околе! Што е, бе? Ајде поврз дека задостиме. Бе, доаѓам. Ајде. Коле, сине, немој како вчера. Ако те пратат некаде, претрчај, јави се мајка. Добро, мамо, добро. Ќе се јавам. Ајде. Што ти е, бе? Зошто застана? Полицајцот, а? Полицајцот, слушај. Ако ме затвори, Што? Ајде. Да ти беше детето на Јанаки? Ајде в полиција со мене. И да не бегаш. Зашто стрелам по тебе, разбра? Ајде. ама треба да одам на училиште. Еве твојот другар ќе каже на учителот. Ајде ти пред мене. Ајде. Стрино! Марио! Стрино Марио, полицајецот годе се коле во ќуматот. Зошто бе? Не знам. Кирче, сине, да не знаеш нешто. Не знам. Кажи, каде беше вчера Коле? Не знам ништо, живи мајка. Да не е нешто со учителот, да не го пратил некој? Не знам, живи мајка, не знам. Не плачи, Марио. Пак е некој истан со татко. Ке го пуштат, ке појдам да видам во што е работел. Ајде, ќе дом со ти. Оди, трчи. Слушај, Чоджук, сега ќе кажеш си што ќе те прашам, ако не сакаш да јадеш ќотек. Што знаев за смртта на дедо кажав? Пусти го ти дедо ти, бе! Што барал тоа нашол? Кажи ми ти мене, кој ги отепа нашите царски луѓе Али Саид и другите? А? Каде да знам јас? Прашајте ги постарите, може би тие знаат. А каде беше ти вчера? Татко ти дојде во полицијата да те бара. Молчиш, а? Ајде да не те тепам. Кажи право, каде беше вчера? Никаде. Играв со другарите, фаќавме врапци во коријата. Домус, гиди, алос! Лажеш, бре, свиско копиле! Кажи каде беше или ќе ти ставам стикачи! Ти кажам! Така де, Чоджук. Ајде, да не ме мачиш ни ти мене, да не те мачам ни јас тебе. Ајде, кажи поред. Каде беше? Кој те испрати? Што правеше? Бе во Прилеп. Каков Прилеп, бе? Петевенк? Кога си бил во Русци? Тебе таму ти видели селани?
Во Прилеп бев, јас и не знам каде е тоа село. Добро, добро, Иве, ајде да поверувам на твојата лага. А кој те испрати во Прилеп? Учителот ме прати. Ај. Даскалот, а? Абе, чоџук, како тоа тебе дете да те прати во Прилеп, а за тоа да не знае татко ти? Не знам. Не знаеш? Не знам. Како бе не знаеш? Како не знаеш те испратиле во Прилеп, а не знаеш по каква работа? Слушај, кажи ли ти ставам спици под ногтите? Ми даде писмо да го однесам на инспекторот. А што пишува во него не знам. Писмо, а? Еј, чоџук, ако лажеш, тешко тебе. Немој да си играш. Слушај, ќе пратам под даскалот и ќе го прашам. Ако лажеш, куските ти ги искашам. Копле, ето! Ешев! Бојрум, ефенди, оди веднаш на училиште, доведи го даскалот. Не пуштај го од пред очи да не прави ујдурма. А овој песевенк, води го во друга соба и стави го под клуч. Разбирам, ефенди.